Благодарам уште еднаш за присуството. Навистина денес е задоволство да видам во посета на градот Велес. Имаме, како што беше кажано, средба со градоначалникот и со претедникот, но исто така во попладневните часови имаме средба и со граѓаните тука. Можам да кажам дека она што го ветувавме во текот на изборната кампања, пред некаде 2,5-3 месеци, почнува да се реализира во општината. Еден нов, енергичен, млад тим ја презеде општината и можам да кажам дека првите чекори се успешни, задоволителни и се она што го очекуваја граѓаните. Секако предизвиците се пред нас и доаѓаат во следниот период, пред се во делот на реализација на програмата која што беше ветена во текот на изборите. За оваа година градоначалникот и општината имаат предвидено доста активности кои што се во насока на реализација на програмата, во делот на инфраструктурата, во делот на образованието, на предшколската грижа и така натака. Сега го загрижува ова што беше досега кажано од градоначалникот во однос на енергетската криза и тоа е нешто за што ние зборуваме од април минатата година, значи уште од далеку пред да се случи. За жал, нашите предлози, апели не беа прифаќани, не беа сослушувани, се отиде на еден чист популизам, каде што се лаже јавноста дека поскапувањето на електричната енергија ќе биде 10%, кога сите гледаме дека во сето она што не е основно домаќинство, односно во институции, во случај во општината, јавни предпријатија, но и најбитно стопанството, приватните компании, поскапувањето е за 400 до 500%. Значи за 4 до 5 пати е повисока цената на електричната енергија, што јасно ќе води кон затварање на голем број на фабрики, односно компании, затоа што не можат да издржат да плаќаат 400 до 500% повисока цена на електрична енергија од таа која што ја плаќале досега, а општините, како што е во случајов и Велес, да се ограничат на основно преживување во текот на годината наместо на реализација на капитални проекти. Затоа се потребни брзи итни чекори во однос на општините. Она што може најбрзо да се направи е да одат на регулиран пазар наместо на слободен пазар и на тој начин да добијат поевтина електрична енергија. Ние сме спремни како платеници, доколку дојде предлог од владата, тоа да го поддржиме, без разлика што сме во опозиција, а во однос на компаниите потребно е директно им се дадат подршки, затоа што Македонија се соочува со колапс, се соочува со ситуација каде што може 30 до 40.000 луѓе да останат без работа во следните 3 до 4 месеци. Поскапувањето исто така го гледаме на дневна основа. Според официјалните податоци на Заводот за статистика, цената на маслото е заедно порасна за 25%, цената на лебот и на основните продукти порасна за 10% и тоа е нативка инфлација која што ја гледаме на дневно ниво и наместо да се зафатат со решавање на овие проблеми, гледаме дворски игри во рамки на СДСМ и на владата. И затоа единственото решение, единственото реално решение за излез од оваа криза се брзи предвремени парламентарни избори. Благодарам, поеле такво има прашање. Господин Николовски, како коментирате изборот на СДСМ за нови министри? Имено за претходната постава, пет луѓе се исти. Па, јас и во понеделникот имав една поопсежна пресконференција во која што детално зборував ресор по ресор. Она што генерално можам да го кажам е дека гледаме три карактеристики во предлогот на влада. Првата карактеристика е дека ова е континуитет на кадрите и политиките на Зоран Заев и дека единствените промени кои што се случуваат во рамки на владата е расчистување на крилото на Радмила Штилинска и ништо друго. Тоа се внатрепартиски игри кои што ги гледаме и кои што денес и Никола Димитров, ако сакате, ги потврди. Втората работа која што ја гледаме е дека ова е влада во која што апсолутна доминација имаат Зоран Заев и Оливер Спасовски, а додека мандатарот ќе биде само фигура која што ќе наврвот на истата. И третата карактеристика која што ја гледаме е непропорционалната доминација на ДУИ. Така што ова ќе е влада на континуитет, влада на поразени политичари, влада со која што ќе доминираат Зоран Заев, Оливер Спасовски и ДУИ. Господин Николовски, уште едно прашање околу преговорите со Бугарија, го споменате и Димитров. Он практично ретерираше од сите тие ставови за преговорите. За наредната недела е најавена средба помеѓу Ковачевски и бугарскиот премиер Петков. Секако доколку Ковачевски седница во Сабота го истова се за премиер. Што очекувате од таа средба? Јас сум навистина загрижен. Ние подолг временски период сугерираме дека
се води една капитулантска политика по однос на Бугарија. Мислам дека ставот на Македонија како држава е јасен и е усогласен во рамки на собранието и гласан од сите пратеници со заедничката декларација која што ВМРО ДПМН ја предложи, а сите пратеници, вклучувајќи ги и пратениците од владачките СДСМ и ДУИ, гласаат. Очекувам владата да го почитува тоа што е запишано во таа декларација, затоа што е заедничка позиција. Дали ќе го почитува, имам големи сомнежи, од причина што една од барањата во таа декларација е да секаков договор или било какви заклучоци кои што се во однос на односите помеѓу Македонија и Бугарија дојде на разгледување во собранието. Гледаме дека владата тивко ретерираат од таа работа, а исто така гледаме и една сервилност. Например, Слави Трифунов целосно го навредуваше македонскиот народ и јас побарав да има реакција од Министерството за надворешни работи кон бугарскиот амбасадор. Тоа не се случи. Тој е човек чија што партија е втора партија во рамки на бугарската влада. Исто така, она што го видовме денес од Димитров, без разлика на нивните натрепартиски надмудрувања и проблеми, тоа не би го коментирал, тоа си е натрепартиска состојба во СДСМ, но она што го видовме јасно покажува е дека СДСМ и владата имаат намера да направат национално предавство во однос на Бугарија. И тоа е нешто што навистина ме загрижува.